Neotkrijena civilizacija. U 1989. godina, ušte 12 godini istražuvanja i terenska rabota, Andronikus najde na druga grobnica. Sena se, so odkritijето на оваа гробница и сознанијата што ги добивме од неа, се разнишаа темелите на една од најфундаменталните поставки на класичната историја, дека славата на грчката култура се сретнува само на југ, околу старите градови држави, како например Атина. Македонија, далеку на север, била занемарувана како назадна и неразвиена, зашто постоеле многу малку археолошки податоци за природата на македонското општество. Така, овие локалитети лежеа закопани длабоко под земја, целосно заборавени, се додека во 1850 година еден авантуристички настроен француски археолог Леон Хезе не тргна со намера да ги истражува пределите преку Олимп. Тој тргнал на север и патувал се додека не пристигнал до малечкото село Палатица во близина на денешна Виргина. Таму случајно наишол на една разурната црква, изградена од стари камени блокови и столбови. Ова откритие го привлекло неговото внимание и продолжувајќи ги истражувањата во околината на црквата, тој успел да ги најде контурите на една широка, голема градба од класичното време. Урнатините во Вергина јасно укажуваат дека во минатото Македонија била многу повеќе од варварска провинција. Езе открил кралска палата, околу која постоел град закопан под земја. 90 години подоцна, Андроникус го согледал огромното значење на обсервациите на Езе. Тој го сватил огромното значење на овој локалитет. Вредно е да прочитаме еден цитат од неговата прва книга, издадена во 1876 година. Дали оние што ќе истражуваат земјата по нас, ќе сакаат да ги истражуваат овие енигматични остатоци, да трагаат по контурите на конструкциите закопани под земја? Искрено се надевам дека ќе биде така. Ако навистина постои можност да се открие мистеријата со која обвиткана историјата на Македонија, сигурен сум дека таа лежи по ридовите на Палатица. Без разлика на името на овој непознат град, важноста на неговите урнатини за Македонија е од исклучително значење. Овој цитат навистина е полн со пророштво, бидејќи по стотина години резултатите од истражувањата покажуваат дека ова место е навистина многу важно. Од него дознавме многу нешта за историјата и за културата на македонците. Големото значење на локалитетот што го открија Андроникус и неговата екипа ја претвори Вергина во примамливо туристичко место, а Андроникус во општо позната јавна личност. Но во годините веднаш по војната состојбата беше сосема поинаква. Андроникус во напорите да дознае повеќе за загубениот град, практично беше сам и работеше со мошне малку средства. Тој сметаше дека најинтересниот, најзагадочниот дел на локалитетот и можниот клуч за остварување на пророштвото на Езе е само на 2 километра од палатата, на местото каде што се наоѓа една огромна могила, односно тумулус. Тој е долг 110 метри, а висок 12 метри. Според големината, оваа могила е исклучителна. Таква Андроникус дотогаш не видел. Но тој не ни бил во состојба веднаш да предпостави што или кој лежи закопан во неа. Од 1952 година наваму, тој вршеше повеќе ископувања. Во 1962 ја ископал оваа огромна сонда и во неа пронашол искршени делови од надгробни плочи, што датираат од 3 век пред новата ера. Тие биле намерно искршени. Но зошто? Може би како последица на некои постари ограбувачи на гробови.
Во 1976 година тој открива други важни фрагменти во една друга јама. Но овој пат нивната појава можеше да се објасни. Во тоа време историчарите се согласија дека во Вергина се наоѓа првата престолнина на Македонија по име Егеја, за која дотогаш мислеле дека се наоѓа пона север, кај Едеса. Една забелешка на Плутарх на Андроникус му помогна да ги разјасни овие наоди. Плутарх вели дека кралските гробници во Егеја биле уништени во 3 век пред нашата ера. Тоа е вистинско откровение. Сега Андроникус е уверен дека ги ископува гробниците на македонските кралеви. Продолжувајќи ги ископувањата во 1977 година, тој имаше предчувство дека ќе открие нешто навистина значајно. Копајќи во длабочина, земјата почнала да ја менува бојата, што укажува дека еден мал дел од могилата бил покриен со земја. Во неа тој открива блокови на обработен камен. И конечно, по 25 годишно истражување, Ридот ја откри својата прва гробница. Но, кога гробницата ја отвориле, се открило дека богатствата од неа веќе биле ограбени. Сите, освен едно. На овој циден приказ, насликан пред 2000 години, е прикажано грабнувањето на Персефона од Плутон, богот на подземјето. Кочијата незапирливо оди напред, додека тој ја грабнува преплашената божица. Хермес безмилосно ги тера напред 4 бели коњи на кочијата. Плутон ја грабнал Персефона, ќерката на божицата на пченката Деметра, и ја одвел во пределите каде што престојувале душите на починатите. Гледано во контекст на погребување, какво што имаме овде, грабнувањето е символ на преминот од животот во смртта. Сликата ни представува едно општество кое имало тесни врски со грчката религија и богатство да ангажира добар и познат уметник. Уметникот на овој проект, Јоргос Милцокакис, помина една година работејќи во гробницата, обидувајќи се да ја реконструира оваа слика се до завршните финални потези на четката. Тоа што тој го забележал за стилот на уметникот на Андроникос му помогнало да го открие идентитетот на уметникот. Тоа бил легендарниот Никомар. Информациите што ги добиваме од латинскиот автор Плиний ни говорат за стилот на Никомар, за техниката што тој ја користел, за боите и за друго. Исто така тие ни говорат дека сцената на грабнувањето на Персефона била составен дел од неговиот репертоар. Од овие податоци, професор Андроникус заклучил дека Никомар е автор на овој зиден приказ. Една гробница декорирана со класична уметност во лкава убавина мора да била наменета единствено за членовите на македонското кралско семејство. Но можно ли е да има и други гробници во оваа могила? Со доаѓањето на зимата во 1977-та се повеќе се влошувале и условите за работа. Но Андроникус, чувствувајќи дека се наоѓа блиску до големо откритие, продолжил со работата. Конечно, во сенката на огромниот зид земја што се појавил како резултат на ископувањата е откриена уште една гробница. Скриени зад затворени врати и покриени со метален покрив, наидуваме на скали што водат 10 метри под земја до најголемото откритие на Андроникус. Тони земја беа ископани пред да ни се открие монументалната гробница со фасада висока над 10 метри. Два дорски столба се наоѓаа на двете страни од портата, која изгледаше недопрена и неотворена.
Nad nja se naođa slika na koja se prikažani mladi javači i atletski gradeni vojni kako lovat vozimski od pejzaž. Zad fasadata se naođa golem svod, dolg okolo 10 metri. Konstrukcijata nalačniji od svod predstavuva čekor napred vo arhitektonsko oblikuvanje. Site bogatstva što tagi krije se naođale zadovije porti celi 13 veka. Sve do 8. oktombri 1977. godina, koga Andronikus prvpat vleguva voneja. Rasvrlani po podotna grobnicata, tuk mu kade što bile prvobitno i postaveni, ležele golem broj prekrasni predmeti. Prijeja predstavuva golemata moćna čovek od što ležeše zakopan v ovoj mermeren sarkofag. Koga je dignale gornata ploča, Andronikus vonego otkriju zlaten pogreben kovčeg, poznat po imeto Larnax. Vonego bea pronajdeni ostatoci od kremirani koski, violetovo obojeni, od raspadnata od kajenina voka bile zavitkani. Nad njih je pronajdena zlatna kruna od delikatno izraboteni, isprepleteni dabovi lisja. Među mnogote bogatstva što se pronajdeni vo grobnicata se i vojenite simboli, kako ovoj oklop poraben so zlato i ukrasen so lavovski glavi. I ovi je pozlateni štitnici za noga, takan rečeni knenidai. Za rekonstrukcija na nekoj od naodite kako što je ovoj ceremonijalen štit bea potrebni 5 godini. Tije bea povtorno sostavuvani od brojnite mali delovi pronajdeni rasvrlani po podotna grobnicata. Danes site delovi pronajdeni vo grobnicata se skladirani vo istražuvačkata laboratorija vo Vergina i čeka da bidat rekonstruirani. Iljadnici delovi se rasposlani ovde, isto kako što bile pronajdeni vo grobnicata. Tije duriji se rasporedeni po slojevi, smesteni jedni nad drugi, isto kako što bile i otkrijeni. Site pronajdeni parčinja od slonova, koska, bronza, staklo i zlato nekako bile povrzani međusebno i je opremuvale grobnicata. Drevni od odar bil dekoriran so mali zlatni figuri od grčkata mitologija.
Ti drugi, mnogo naturalistički izraboteni figuri so glavi od slonova koska bile del od drveni otodar. Da li ova se prikazi na pokojniot i njegovo to semejstvo? Vsi te artefakti ukažuva deka ova grobnica mu pripadjala na moćan i bogat vojin. No ovoj simbol ni kažuva mnogo poveke. Ovo je kralskata zvezda, simbol na makedonskite kralevi. Za Andronikus ova ukažuvaše na dramatična možnost. Možnost deka ova grobnica mu pripadjala na golemiot makedonski kralj Filip II. Koliko naodite od grobnicata možat da ni go potvrda toa? Во гробницата пронајдовме неколку глави од слонова коска, меѓу кои една за која јас сметам дека е портрет на Филип. Зашто десното око на оваа глава е слепо, а знаеме дека Филип бил слеп на десното око. Но имав и друг аргумент. Сличноста со добро познатиот златен медальон од Тасос беше многу голема. Атињаните со подсмев го нарекувале Филип II главатар на варварско племе, се додека тој не завладеал со цела Грција. Истиот Филип II, чиј син Александар Велики тргна во поход на Персиската империја, ширејќи ја македонската власт до границите на познатиот свет. Друг аргумент што ја потврдуваше оваа можност беше пронајдениот зиден приказ на кој прикажана група ловци, меѓу кои два посебни коњаника. Целиот приказ на сликата е реконструиран од страна на Јоргос Милцокакис. Мој мислење дека централниот коњаник кој се наоѓа меѓу двете дрвја е Александар Велики. Кога го откривме, мислев дека можеби ова е покојникот. Но кога со време дознавме дека покојникот не бил млад, туку возрасен човек, сватив дека покојникот е другиот коњаник, чија фигура сега не е многу јасна, поради оштетувањата на сликата. Во неговиот лик го препознав ликот на Филип. Наодите пронајдени во гробницата и надвор од неа се датирани во третата четвртина на 4 век, од 350 до 325 година пред нашата ера. Знаевме дека некаде во тоа време кралот умрел и бил погребан. А ако датирањата се точни, а јас сметам дека се, а со тоа мислам се согласуваат и сите светски археолози, тогаш единствената предпоставка е дека тоа е Филип. Но најсигурниот и графички најверен доказ за конечната идентификација на покојникот го дадоа коските пронајдени во Ларнаксот. Ова беше можно благодарение на огромните напори што ги вложи британскиот тим на физикални антрополози кои го анализираа и го реконструираа ликот на мртвиот крал. Кога вршевме испитување на черепот, лицето и вилицата, забележавме трага од повреда која почнуваше од горната граница на десната очна дупка, а исто така забележавме и дека постои асиметрија меѓу долната и горната вилица, на левата и на десната страна. Овие наоди пак од своја страна навистина се совпаѓаат со повредите што Филип ги добил 18 години пред неговата смрт при опсадата на Матена во 354 година, кога од една стрела, исфрлена од зидините, останал без десното око. И покрај страшното наградување, Филип преживеал и војувал уште многу битки за да ја прошири својата империја, се до моментот кога бил убиен. Овде, во театарот, што Андроникус го открил во 1982 година од раката на внатрешен непријател. Владењето на Александар започна со крвава одмазда.
Iako nemalo konkretni dokazi za vmešanost na pogubeniот ubijec во nekakva intriga, postojele mnogo nezadovoljni frakcije što bi se obidele da izvrša takvo ubistvo. Za sekoj slučaj bile ubijeni sinovite na ubijecot, a Aleksandar ubil ušte dvajca za koji se somneval deka se vmešani vo ubistvoto. Ovije nesrećnici bile frljeni vo pogrebnata klada na Filip zajedno so negovite kralski insigniji. Spored običajot, izgorenite tuli od temelotna kladata bile staveni vrz novo izgradenata grobnica. Po pogrebovanjeto na Filip, na grobnicata bila dodadena i vtora odaja, što se otkri preku tragitevo malterot koji ni ukažuva deka tije bile spojeni. Da li bila izgradena da primi uštedna žrtvana makedonskata nasilna politika? Koga Andronikus vregol vnatre, Vonea toj pronašol ušte pogolemo bogatstvo. Vnatre vodajata bile pronajdeni ostatoci od ženski nakit, kako na primer ovoj pozlaten ukras. Pronajdeni se oružje i oklopi. A među ostatocite na podot pronajdena je ova kruna od cvetovina mirta. Vo sarkofagot toj povtorno pronašol zlaten larnaks. A vo nego se najdeni koski koji bile obvijeni vo zlatna tkajenina. I konečno, i ovdje toj pronašol jedna prekrasna zlatna kruna. Identifikacijata na koskite v ovoj larnaks za Jonathan Musgrave predstavuvaše težok predizvik, zašto bea mnogo fragmentirani. Prvata zadaća beše da se odradi starosta i polot na koskite. Togaš možeše da se napravi sporedba novije informacije i su istorijskite podatoci za ličnostite koji bile vmešani vo političke te intrigi. Koga se utvrduva polot na jedan skelet, se koristat što je možno pogolem broj dijagnostički elementi. Među onije od ekstremitetite imame, na primjer, leva i desna butna koska, a nivnata golemina značitelno se razlikuva među polovite. Ovije so sigurnost mu pripadjat na ženski otpol. Imame i drugi pokazateli od nadlaktot, čerepot i drugo. Stanova zbor za mlada žena od 20 godine. Nevjerojatno je da se raboti za Kleopatra, poslednata žena na Filip, koja bila ubijena po 325. godina. 6 meseci po smrta na Filip, zajedno su nezinoto bebe. Se smeta deka umrela na 22 godišnja возраст i nevjerojatno je pogrebana ova grobnica.
Навистина, проблем представува отсуството на бебешки коски, но тоа не е непремостливо. Таа сигурно умрела во насилни и непријатни околности, а незините убици и непријатели многу лесно можеле да ги одвојат мајката и детето како чин на одмазда. За да ги истражи корените на општеството во кое се родиле Филип и Александар, Андроникус ги продолжил своите истражувања на полјанката на која со векови се протегале градот и некрополата. Дека оваа гробница и припаѓала на некоја дама е скоро сигурно. Ова е најстарата и најголемата од сите познати македонски гробници. Престолот е навистина исклучителен. Целата конструкција ме наведува да помислам дека повторно се работи за кралска гробница. Единствената дама од кралското семејство, која живеела и умрела околу 340 година пред нашата ера, кога со скоро целосна сигурност е датирана оваа гробница, е мајката на Филип Евридика. Од Вергина ни се познати најмалку два надписа на кои се споменува Евридика. Затоа оваа гробница ја нарекувам, се разбира со резерва, гробница на Евридика. Неколку години пред смртта на Евридика, пред низиниот син Филип да го достигне зенитот на својата моќ, филозофот Аристотел се шетал низ улиците, храмовите и дворовите на македонската престолнина во Егеја. И се чувствувал сосема пријатно овде, како дома, меѓу луѓето кои независно се развивале низ вековите, но кои учествувале како еднакви во класичната култура на Грција. Повеќе од 2000 години подоцна, Манолис Андроникус ја открил вистинската слава на македонската цивилизација. Андроникус е сега во 70-тите години од животот и досега тој има остварено животно дело, трпеливо собирајќи и поврзувајќи ги доказите од почвата на Вергина. Но нему се уште му престоја долги години на истражување со кои стариот град полека ќе ги открива своите скриени тајни. Откривме делови од нов зид, кој е веројатно раб на некој друг гроб. Тоа е некаде во близина, но немаме време да го откопаме. Решив да го оставиме за наредната сезона, да имаме каде да почнеме наредната година. Археологијата е единствениот извор за историјата на Македонија. Посебно е важна за раната историја, за да го разбереме културниот стандард на цивилизацијата на овие македонци. Како што знаете, атињаните понекогаш ги нарекуваат варвари, но сега откривме толку исклучителни предмети и сваќаме дека тие не можат да бидат варварски народ. Македонците биле врвни уметници, но исто така и големи војни, основачи на империи.